Територијалната противпожарна единица во текот на 2025 година имаше вкупно 665 интервенции, од кои најголем дел беа на отворен простор, околу 370 интервенции имавме на отворен простор, на сообраќајни средства имавме 25 и на објекти имавме 104 интервенции. На овие бројки додаваме и технички интервенции кои изнесуваат вкупно 41 техничка интервенција. Најголема работа имавме во текот на месецот јули, каде што имавме вкупно 140 интервенции само во тој месец, од кои најголем број стрништа и на отворен простор. Имаше 2 или 3 пожари кои траеа 2 или 3 дена, тоа е во селото Белјаковце, имавме таков голем пожар, кој поради лошото време, односно имаше многу ветер, кој ветерот ни отежнуваше работата и со тоа и дополнително повеќе денови траеше пожарот. На тие пожари бевме со сите наши капацитети, имавме исто така и на тој пожар соработка и со другите општини, општина Старо Нагоричане, општина Ранковце, и пожарот после неколку дена беше успешно завршен. Особено во летните периоди, значи месецот јуни, јули, август, најголем дел се пожари на стрништа кои зафаќаат многу голема површина, со тоа ја оштетуваат и природата и ни на нас ни прават дополнителни проблеми, дополнителна работа, каде што на некои пожари не можеме да покриеме со една екипа и со едно возило, па упатуваме дополнително луѓе и дополнителни возила. Меѓутоа, сите пожари се успешно завршени во 2025 година, без некои поголеми последици по нашите возила и по нашите луѓе, така да 2025 се оценува како добра и успешна година, иако, само уште ова да кажам, имаме за околу 120 пожари повеќе од 2024 година. Општина Липково нема своја пожарна единица, секој пожар кој ќе се случи таму или интервенција оди нашата екипа, а што се однесува до Старо Нагоричане, кога ќе се случи таму пожар, прво одат тие, а доколку ги треба помош, бараат, не повикуваат нас и ние одиме исто и во општина Старо Нагоричане. Добивме 3 возила, донација од Република Австрија, од покраината Тирол, и се надеваме дека и оваа година, 2026 ќе продолжи соработката и ќе добиеме уште возила и уште опрема. Ќе испратиме неколку наши луѓе на обука во Република Австрија и со тоа ќе ги зајакнеме нашите капацитети. Имаме обврска да формираме доброволни друштва кои ќе имаат своји гаражи во кои ќе бидат сместени донираните возила од Австрија, со што кога ќе се формира тоа, почнат е процесот на формирање на тие доброволни друштва. Кога ќе се формираат тие доброволни друштва, ќе ни видат од голема корист за нас, ќе ни даваат дополнителна помош. Првин тие ќе бидат упатени на тие места, со што побрзо ќе стигнат до пожарот и доколку има потреба, ќе отидеме и ние на нивно барање, доколку има потреба од помош.